Почитувани граѓани, на 15 јули ќе се спроведе гласање со целосна заштита. Безбедни се сите мерки за заштита од COVID-19. На 15 јули е важно да се гласа. Се носи голема одлука. Носиме одлука за сопствената иднина, за иднината на нашите најблиски, за иднината на нашата татковина. На овие избори одлучуваме дали ќе продолжиме да одиме напред или ќе се враќаме назад. Дали ќе растат платите и ќе се полнат джебовите на граѓаните или ќе се полнат джебовите на луѓето на Груевски кои сега се нудат да ја водат државата. Дали ќе го прочистиме судството од корумпираните суди и обвинители или остатоците од заробената држава ќе ги спасуваат Камчев, Груевски и сите други кои ограбија државата. Дали откако влеговме во НАТО ќе влеземе и во Европската унија или ќе им дозволиме на ВМРО ДПМН и Мицковски да го поништуваат договорот од Преспа и да не вратат во режим и изолација. Дали ќе се справиме и заштитиме од коронавирусот или ќе оставиме неодговорни луѓе, опасни по здравието да донесат хаос и паника. Почитувани граѓани, да не мислиме дека работата е веќе завршена. Секој од нас треба да преземе чекор и да учествува во големата одлука. Не смееме да дозволиме да ја прокоцкаме шансата што заедно ја создадовме овие 3 години. Државата ќе продолжи напред само ако вие така одлучите. Само ако вие излезете на 15 јули и гласате за безбедни и на безбедни избори. Денес нема подобра и посигурна опција од СДСМ и коалицијата Можеме. Гласот за СДСМ е глас за сигурност. Глас за да спречите влада на ВМРО ДПМН и нова опасност. Да не ризикуваме, да не го даваме гласот за било кој би можел да коалицира со Мицковски. Глас за Дуи е глас за Мицковски. Глас за Мицковски е глас за обнова на режимот. Да гласаме за Можеме, да гласаме за најсигурната опција. Почитувани граѓани, го бараме вашиот глас за нов, чист мандат, за да ги продолжиме добрите политики, за да продолжиме напред уште побрзо, да не ја испуштиме шансата што заедно создадовме за оваа наша убава земја и за нашиот народ. Се образуваме пред вас граѓаните дека првата работа која ќе биде во следниот период ќе биде реформата на правосудниот систем во државата. Покажавме одлучност и патриотизам во решавањето на отворените прашања и во внесувањето на земјата во НАТО. Со истата одлучност носиме правда и владење на правото за сите преку прочистување на правосудството. Продолжуваме и со грижа за јавното здравје. Денес не сакаме ниту да замислиме како ќе изгледаше справувањето со ковид кризата ако ВМРО ДПМН ја водеше владата. Почитувани граѓани, во среда на 15 јули да гласаме за бројот 3, за коалицијата Можеме, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Да продолжиме напред кон развојот, кон интеграција, кон економски раст и повеќе пари за сите. Излезете и на безбедни избори гласајте за бројот 3. Напредокот да продолжи уште повеќе, да биде уште подобро за сите. Благодарам.